Овие 2 дена имавме бројни средби во Атина со највисоките представници на Европската Унија. Пораката е јасна. Државите од Западен Балкан што поскоро да се најдат во Европската Унија. Како никогаш до сега постои момент и решителност за ново проширување на Европската Унија. Сите се свесни дека Европската Унија ниту Европа не може да бидат обединети без секоја држава од Западен Балкан да стане членка во Европската Унија. Домакинот, грчкиот премиер Мицотакис го потврди тоа со нашиот премиер Ковачевски и го потврди цврстото сојузништво меѓу Грција и Северна Македонија. Едногласно се согласија утврдија дека сме заедно во НАТО и дека ќе бидеме заедно во Европската Унија. Заедничката демократска и европска иднина ја потврдивме и со председателот на Украина Зеленски, кој што дадовме директна и недвосмислена поддршка за борбата за слобода на Украина и украинскиот народ, како и со председателката на Молдавија. На сите средби со високите представници на Европската Унија заедно ги поздравивме уставните амандмани, чија што дискусија започна во Македонското собрание пред неколку дена. Тоа е почеток на еден процес кој треба успешно да заврши со зрелост, одговорност и поддршка од сите политички партии во собранието. Нашиот пат кон Европската Унија е исцртан и тоа е тоа што граѓаните го сакаат. Наш е изборот дали ќе ги направиме овие неопходни уставни измени и ќе тргнеме на патот кон Европската Унија и членство до 2030 година или ќе останеме во чекалната. Чекањето е стратегија која што ќе ја испразни државата од млади луѓе и ќе ја убие надежта. Надежта за подобра и за европска иднина. Затоа не смееме да дозволиме и не смееме да одиме против волјата на најголем дел од граѓаните Северна Македонија да стане членка на Европската Унија што поскоро. Да искористиме оваа шанса и да продолжиме на патот кон брзо членство во Европската Унија. Тоа го сакаме, тоа и го заслужуваме.